Вакво дрско и безобразно однесување одамна не сме виделе, затоа што одамна не сме имале кражба како што е оваа. Односно помина отприлика пола година од кога летаа последен пат филџани. Ако имате филџан, ве молам да го тргнете на страна за да не настрада некој од нас. Почитувани граѓани на Република Македонија, ретко кој не слушна до сега за Бехтел и Енка, ретко кој не слушна до сега за коридорите 8 и 10Д, слушна и Европската Унија, не само граѓаните, и опоменува и граѓаните, меѓутоа и Европската Унија. За денес, на седницата на Собранието да бидат изгласани предлог закони во скратена постапка со злоупотреба на европско знаменце и за 15 минути да бидат ставени на оваа седница, која што, замислете, до сега немаше дневен ред. Не знам како се спремивте вие, колеги пратеници, да дискутирате за овие точки, кога долго гледаме дека коментирате, ниту ги имате видено договорот, ниту знаете за што станува збор. Сте подпишувале предходно предлог закони кои што сега ги повлековте. Па премиерот се криеше зад вас, па се криеше зад вас и Артан Груби. И сега наеднаш ништо тоа сето не важи. Сега наеднаш реши владата да се избламира. Сега наеднаш ќе добиваме и опомени од Европската комисија за овие злоупотреби, но на вас паметот не ви доаѓа, бидејќи вашата цел не е Европска Унија, вашата цел е кражба. Вашата цел е кражба и затоа денес на оваа комисија повторно празни закони, празни кореспондентни табели, ама како што се кореспондентните табели празни за сите овие закони кои што се ставени денес на дневен ред, празни сте и сите вие. Провидни се и владата и сите овие министри кои што стојат за сите овие закони. Треба да се засрамите. Затоа што нашите деца ќе ги плаќаат парите за кои што вие сега ги задолжувате, кои што авансно плаќавте и пенали, и провизии и така натаму. Но вашите джебови ќе бидат полни. Тоа е поентата на целава приказна. Тоа е поентата на целава приказна. Ништо друго не е битно. Ниту процедура, ниту деловник, ниту закони, ниту устав. Ништо не е битно. И сега тука замајувате со некакви бројчаници, со некакви тајмери. Тајмерот, вашиот тајмер, вашето време е истечено. Вашето време е истечено. Ние можеме да зборуваме тука и цела ноќ и ќе останеме, нема проблем. Ви благодарам. Ама со кого ќе дискутираме? Со кого ќе дискутираме? Немаме ниту со кого да дискутираме, немаме ниту за што да дискутираме. Оти пратениците очигледно ниту виделе договор, а верувам дека не виделе ни закони. Тука се само за да кренат раче, да изгласаат, ниту знаат дали е спротивно на устав, ниту знаат дали е спротивно на веќе постоечки европски регулативи, ниту знаат дали има кореспондентна табела и треба да се засрамите, затоа што некој ве гласал за да седите овде и да поддржувате вакви срамни одлуки. А ова што повторно го ја силувате секоја процедура на Собранието ќе ви се удри од глава. Тоа што не дозволувате на сите пратеници да го искористат своето право за процедурално, и тоа ќе ви се удри од глава. И запамтете, вашето време е истечено. Бројчаникот вашиот одбројува, а ние допрва ќе се слушаме и ќе се гледаме.